Јас на себе ова што вие го истакнавте би се надовржала дека и загадувањето на животната средина е дел од незаинтересираноста и недомаќинското владење на Социјалдемократскиот сојуз, односно локалната самоуправа во Куманово. Загадувањето на животната средина постојано е атрактивна тема во Куманово и најпрво би започнала со зелените површини кои во градот скоро и да ги нема, а ако ги има, тие целосно се загадени со ѓубришта и диви депонии. Единствениот парк кој го имаме во Куманово, познат како Соколански парк, значи тој е единствен парк во еден голем град, во една голема општина, една од најголемите. Тој е неуреден, со скршени клупи и полн со медицински отпадоци и смет. Единствениот проект кој власта на СДСМ во Куманово во 27 години владење го направи уредувањето на кејот стазата или кеј патеката во Куманово и можеме да речеме дека кога ќе се најдеме на така наречениот кеј, можеме да се сретнеме со скршени клупи, целосна максимална темница во вечерашните часови, отпадоци кои стварат смрдеа. Исто така градскиот кеј е погоден со негрижата на локалната самоуправа, за која често и реагираат граѓаните на Куманово. Реагираат дека речното корито не е исчистено, ниту пак тревата, ниту старите технички апарати кои често ги среќаваме низ реките. И освен тоа што е исполнета со ѓубриште, исто има и змии, глувци кои предизвикуваат паника кај граѓаните, што реално представува и огромна опасност за нивниот живот. Често во овој дел се среќаваат и кучиња скитници кои јадат од депонијата, а покрај тоа и ѓубрето го чепкат и го разнесуваат низ околните улици. Исто така ги напаѓаат и минувачите, меѓу кои често се и мали деца, што представува огромна опасност за зарази и во овие летни жешки денови. Со вакви услови СДСМ ги доведува во опасност од ширење на разни болести кои се последица од нехигиената, а тоа пак доведува до гнев кај граѓаните, најпрво кај младите родители, а потоа и кај сите граѓани. Куманово оваа зима преку 40 дена ја носеше титулата најзагаден град во Европа, како последица на рекордното загадување со години во Куманово. Во пораст е бројот на загадените лица со малигни заболувања. Во пораст се и други заболувања кои се резултат на негрижата на локалната власт, додека карциномот тивко ги убива граѓаните на Куманово. СДСМ без никаков план и не презема никакви мерки за загадувањето. Тие се одговорни и свесно ги остават граѓаните да бидат секојдневно во опасност. Во Куманово не функционираат ни јавните предпријатија кои се одговорни и должни да одржуваат хигиената во Куманово. Покрај ова депонија, низ градот се среќаваме и со разни други депонии за кои сите граѓани постојано реагираат, меѓутоа властите се неми на тоа. Маите во Куманово навистина се надеваат дека власта на СДСМ ќе превземе нешто, а ние како дел од УМС досега се грижевме за Куманово и ќе продолжиме постојано да правиме акции да се грижиме за Куманово. Да остане една средина во која младите ќе можат да живеат здраво.